Кандидатот за пратеник од изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија Емил Димитриев меѓу жителите на општина Чешиново Облешево, каде што се сретна со земјоделци оризопроизводители. Оствари средба и во општината, каде што останало збор за реализација на започнатите проекти во Чешиново Облешево, меѓу кои приоритет е даден на патниот правец од Штип кон Кочани, кој поминува низ оваа општина. На средба со земјоделците, Димитриев ги истакна новите мерки на владата за унапредување на земјоделството. Разговаравме со сите надлежни институции да помогнеме да цената на оризот биде прифатлива и за производувачите и имаме и добри информации дека отприлика она што беше барана цена за оризот и ќе биде постигната. Утре ќе има делегации, ќе има представници од Министерството за земјоделие, од инспекторатот да видат дали отпочнува откупот на оризот по определената цена. Значи цената во зависност од типот на оризот ќе се движи од 18 до 22 денари и ние ќе имаме постојано екипи на терен од Министерството за земјоделие и инспекторатот да видат дали таа одлука се спроведува, дали количините се мерат соодветно и така натаму, за да земјоделците не бидат манипулирани. Димитриев најави и нови поволности за земјоделците и тоа за системот капка по капка. Повратокот на финансиските средства од страна на владата ќе биде до 80%. За изградба на системи за наводнување ќе се вложат 140 милиони евра, а за купување земјоделска механизација односот ќе биде 60:40 со подршка на државата, додаде Димитриев. За развој на малите рурални места, отворање на бизниси и вработување на невработени истечајци, владата ќе го подржи овој сектор со доделување на 2000, односно 4000 евра за невработено лице, односно стечаен работник. Емил Димитриев оствари средба и со жителите на неколку населени места од општината Чешиново Облешево.